Зборуваме за изложбата која што веќе е во тек, мислам дека ќе трае до утре вечер, значи до 8 октомври, се отвори на 30 септември. Ова е групна изложба на Друштвото на ликовните уметници, наречена голем формат, и според она што ги прочитавме од информациите од сите оние уметници што се произнесоа за оваа изложба, со голем формат искрено бегаат од форматот. Еве ни стаса и професорката и јас додека кажувам за голем формат, ќе ја поканам веднаш да дојде. Тоа се линковски вклучувања, каде што навистина сообраќајната скопска гужва ни попречи. Еве веднаш ќе кажам добро утро. Добро утро. Верувам дека некако се снајдовте во сообраќајна од хаос, токму тоа изборував. Тешко е да се стигне во главниот град на време, веројатно ќе треба многу порано да се тргне, но навистина е неверојатен метеж. Еве, нека биде ова порака за сите оние што треба да стасаат навреме на работното место. Голем формат, навистина е една прекрасна изложба во музеот на град Скопје. Ајде да ни објасните што е поттикот, што е идејата и целта на голем формат. Голем формат е изложба програмска на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Се состои од најдраматичната провокација, би рекла, тоа е монументалниот голем формат, каде што е навистина голем предизвик за авторите, за уметниците. Ова е традиционална изложба која што ја правиме биенално, да речеме на секои 2 години. Навистина ми е посебна чест што и драго што интересот од страна на авторите е се поголем и поголем за големиот формат, бидејќи знаете, зборувам и како автор сега, дека не е едноставно да се совлада големиот формат, како мисловно, концепцијски, па и физички би рекла. И навистина сме сведоци на одлична изложба каде што се представија 19 автори со при селекција од уметничкиот совет на Друштвото на ликовни уметници на Македонија на чело со професор доктор Маја Раоник Кирков. Де застанувате тука, веќе читаме и знаеме дека се подготвувате и за нови активности како Друштво на ликовни уметници на Македонија до нова година. Ке можеме ли да погледнеме уште некои вакви извонредни креации, морам да кажам. Така. На 30 октомври повторно во соработка со Музеј на град Скопје, во ова прилика би сакала да напоменам и успешната соработка со овој музеј, кој што е практично долгогодишна, но сега во последниот период и засиливме, бидејќи сметаме дека токму овој објект, токму оваа локација во градот Скопје не е потребна за поголема соработка. На 30 октомври, повторно во истиот простор тука во Музеот на град Скопје, отвараме изложбата Современа скулптура, која што исто така е биенална изложба на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Авторите ќе се просторно распослат по овој убав галериски простор. Понатоа ни следува изложбата Мал формат и миниатура во соработка со Културно-информативниот центар и годишната изложба која што е планирана за месец декември во Националната галерија на Македонија. Во овој контекст би сакала само накратко да го истакнам и делувањето на длумно меѓународен план. Значи имавме експериментален цртеж во Македонскиот центар во Софија, а токму во овој момент се подготвуваме за експериментален цртеж во Табор, во Република Чешка, каде што отварањето ќе биде на 6 ноември. Отлично. Сакам да го искористам вашето присуство. Еве на неколку минути, знам дека треба многу да се зборува. Сега сте дел од Институтот за фолклор. Кои се вашите насоки тука и што можеме вака во јавноста да то знаеме, каде се ќе истражува Јана Манева-Чупарска? Од неодамна сум дел од научната инстанова Институт за фолклор Марко Цепенков од Скопје пред Универзитетот Свети Кирил и Методи. Официјално моето работно место е истражување за традиционалните занаети, што е голем предизвик за мене, бидејќи навистина имаме непресушно богатство од едно фолклорно наследство кое што навистина сметам дека треба да се истражува исто како што го правили тоа колегите од институтот, но и мојата, да речем, крајна цел е не забораваме дека сум уметник и дека сето тоа богатство се надам дека ќе се преточи во еден визуелен јазик.
Токму тоа и сакав да го, како да велиме, да го извлечам од вас, бидејќи знам дека како уметник и во моментов истражуваш, сигурно ќе најдете нешто што можеби ќе го видиме за прв пат на овие простори. Верувам дека ова што го кажувам дека ќе излезе еден ден на виделина. Се надевам и јас, навистина ми е голем предизвик и работам со една голема љубов. Се надевам дека сето тоа ќе се види во еден практичен формат, дали изложба, дали нешто друго, бидејќи навистина е голема провокација и е нешто и сум на вистинското место каде што можам и да творам и да истражувам. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и се гледаме во следна прилика. Благодарам и вам.